Здраво од новиот подкаст за наставници, каде што ќе зборуваме овој пат за можностите за личен развој за наставниците, од основно и од средно образование. Меѓу другото, ќе представиме и програмата Клуб за наставници 2025 година, која што е единствената структурирана програма за наставници која што постои во нашата земја. Денеска со мене ќе бидат Илија Станковски, кој што е програмски директор на Сдруженијето ЛИД, и Славка Каркамишевска, која што е наставник по англиски јазик во Средното медицинско училиште Јован Калаузи од Битола. Дечки, здраво, многу ми е драго што сте тука. Здраво. Да, сакам да почнам со еден многу интересен податок кој што го сретнав. Вели дека наставниците во Македонија инвестираат 40 часа за личен развој на годишно ниво, додека европскиот просек е 120 часа инвестиција во личниот развој на годишно ниво. Моето прашање до вас е, зошто е тоа така? Еве, Славка, може да почне. Предпоставувам. Зошто е тоа така? Мислам дека има неколку аспекти тука кои што треба да се разгледаат и неколку фактори влијаат на тоа. Сведоци сме дека живееме во брзо време, во 21 век, дека се помалку имаме слободно време и наставникот, мислам, како и секој друг човек, слободното време гледа да го потроши или да го намени за работи кои што него му значат, работи кои што му се уживање. Сега, за жал, се случува многу ретко дел од тоа слободно време да го посвети на личен и на професионален развој. Сега тука доаѓаме до нешто друго. Јас мислам дека наставниците на некој начин допред можеби 10 години, не знам, или можеби ако се вратиме малку во поново време пред пандемијата, мислам дека има некоја доза, не знам дали да речам, на разочараност од некои обуки што ги посетиле, можеби што биле премногу формални, што им биле наметнати, можеби за работи што не ги интересираат, или едноставно посета на обуки кои што на кои што цело време се зборувало едно исто и за тој формален аспект и формални методи и техники на наставата, па некако и од самите обуки, и од самите можеби обучувачи или фасилитатори, некако им било многу сувопарно пренесено она што може да биде пренесено на многу пожив и подинамичен начин. Па некако можеби се разочарани, очекуваат или премногу долго време посетувале такви обуки, па сега некако имаат страф или можеби некој гард кренат кон обуките. Исто така тука ќе го спомнам и факторот освен време, мислам дека тука и факторот енергија и личен влог. За жал, до пред пандемијата, речиси се од обуки, се што се внесува на развојот на наставниците, беше централизирано. Сега пандемијата даде малку еден подруг аспект, дека некои работи може да се случуваат и онлайн. И мислам дека тука веќе доби некоја друга димензија, бидејќи ако треба да се допатува од спротивниот крај на државата, да се стигне во Скопје, да се вложи енергија и да се посетува некоја обука во тој ден што ќе трае 5 часа и после да се врати наставникот назад од таму од кај што дошол, без разлика дали е рурална или урбана средина, сето тоа бара многу време, посветеност, енергија, ресурсијата, колку и да сакаме да не признаеме, сепак тука станува збори за материјални средства и така натаму. Мислам дека овие се веројатно главните причини зашто наставниците можеби не се посветени, како што јас, например, би сакала да се поголемиот дел посветени на личниот и на професионалниот развој. Добро, ико ти не си наставник, но имаш доволно големо искуство во работа со наставници. По изминатите 7-8 години ни поминале, па не знам, можеби над 2000 наставници со кои што сме соработувале. Па и поише. Што мислиш? Да, ги се согласам со Славка. И баш сега тоа се размислав, го спомна моментот на дигитализирање на можностите за личен и професионален развој за наставници, па јас наистина би сакал да видам дали ќе се појави наскоро некоја нова статистика која ќе покаже дека овој процент или оваа бројка, овој просек ќе се зголеми како цена на тоа што веќе се префрлија многу можности онлайн, но покрај овие фактори кои ги спомена Славка, нешто што друго мене ми доаѓа на уме. Славка ги спомна моментот дека дел од обуките се сувопарни, но покрај тоа и мислам дека постои
некое несовпаѓање помеѓу тоа што им треба на наставниците и што им се нуди на наставниците, односно колку тие обуки, може би да пристапот за едни функционира, за едни не, но и самите области, самите теми кои ги опфаќаат тие обуки, мојата перцепција е дека може би опфаќаат прашања кои веќе стануваат не толку релевантни. За сметка на тоа, па прашања кои што се многу релевантни за денешново современо општество и образовниот систем и генерациите на ученици, дека не се толку опфатени овие теми во обуките кои што се нудат. А од друга страна, веројатно има проблеми во понудата надвор од она што го нудат институциите. Како што рече ти самиот, се забележува мал број на понудувачи на вакви можности, особено недостатокот на некои структурирани подолгорочни програми за наставници и можеби недоволната соработка и координација помеѓу Бирото за образование и развој како понудувач на едукативни можности за наставници и граѓанските организации, односно не институционалните понудувачи на образовни можности за развој на наставници. Веројатно и таа несоработка и тој недостаток на комуникација прави јас во тоа, генерално јас во понудата, како во целост. Да, сега кога зборуваме за обучување на еден наставник, Славка, каква обука му треба на еден наставник за да стварно биде добар наставник? Мислам дека наставниците сакаат нешто што кога ќе заврши обуката конкретно ќе имат некоја алатка или производ што нема да бара многу ресурси или премногу некој негов голем влог за да може директно да ја примени во училницата и да ја работи со учениците. Сега јас тука би ги спомнала, ми се чини дека на сите наставници, нема да речам им недостигаат, ни недостигаат, бидејќи на некој начин и јас се ставам тука, мислам дека се веројатно меките вештини, бидејќи наставниците со самото завршување на факултет тие веќе се експерти на некој начин во својата област, да, така. Да. Со полагањето на испитите методика и педагогија, тие на некој начин веќе се оспособуваат да влезат во настава и да работат со ученици. Конкретно ете јас, например, работам во медицинско училиште, имаме ние многу колеги кои што се лекари по професија, завршиле медицински факултет, сега тие се спремни да го пренесат своето знаење на учениците, меѓутоа мислам дека на сите ни фали малку обуки кои што серија на обуки кои што малку ќе бидат повеќе насочени кон развивање на оние и промовирање на оние други вредности во училницата, како на правилен начин да им пристапиме на учениците, бидејќи не е секогаш, тоест никогаш не е само на ти да го знаеш материјалот и да треба да го пренесеш, туку самиот тек за еден наставник да биде во чекор со трендовите, тој треба да биде дел од нив, значи треба да работи на себе и јас што викам да биде освестен за се она што се случува. Колку наставникот е по-освестен и повеќе ги согледува работите што се нормално околу него и она што им е битно на учениците, за тој да може да се доближи до учениците, треба да знае учениците за што се интересираат, па нивните интереси да ги искористи како начин како да може да речам да го предаде материјалот, да знае како да ги придобие, да го има нивното внимание, да го има нивниот фокус. Меѓутоа секако тоа да биде со промоција на некакви вредности, со развивање на меки вештини, што мислам дека нашите наставници во наше време кога ние сме биле во средно, на нашите наставници ретки биле оние кои што знаеле на вистина како. Да, усвари добриот наставник е тој кој што знае да го заинтересира ученикот, да го засака предметот со пристапот кој што тој го има. Сега, ние па во неформалното образование и алатките што ги имаме, ние па го имаме другиот дел. Така, неформалниот. Како да го заинтересираш ученикот или тој што ти доаѓа на обука, без разлика за која тема зборуваш. Така. И не знам, Вико, можеш ти да споделиш малку повеќе? Да, сакам малку да се надоврзам нова, се сложувам со Славка, да, но од друга страна треба да се го поставам прашањето или да го потенцираме моментот колку па оние наставници кои вложуваат во себе
потоа може тоа да го во целост да го имплементираат во наставата. Односно, колку образовниот систем наш, онака како што е поставен, дозволува на часот да се примени нешто што е поинаку или да се опфати тема која што не во целост произлегува од наставната програма и верувам дека и тоа може би предизвика мотивација кај некои наставници бидејќи инвестираат се чувствуваат дека инвестираат во нешто што потоа не може да го применат. Како што рече Славка, наставниците сакаат директна примена на она што го учат. Да, во однос на неформалното образование апсолутно, мислам се разликува целосно и ја дава таа слобода да во било кој момент да промениш се што мислиш дека во моментот не им е релевантно на учесниците на обуката, имаш многу поголема флексибилност, многу повеќе слобода да ја прилагодуваш програмата, но да, од друга страна, ако ти како предавач или наставникот како наставник, без разлика дали е формално или неформално образование, ги немаш вештините за да примениш алатки и техники кои си ги учел, без разлика колку имаш слободата, нема да се постигне ефектот. Да, би сакала да додадам нешто ако може. Мислам дека вистинскиот наставник и оној кој што е во тек со трендовите е всушност наставник кој постојано се преиспитува себе си. До кај стигнав, до кај сум јас, може би не на крајот на секој работен ден, меѓутоа еднаш во неделата, на крајот на работната недела, на крајот на месецот, што е она што јас овој месец го направив добро, или дали испровоцирав некој од оние ученици што никогаш не креваат рака, едноставно да се јави за збор на час или да сподели едноставно нешто. Мислам дека повеќе едноставно можеби ни фали некоја самокритичност или некоја објективност и реалност во однос на самооценувањето и саморефлексијата. Јас ако знам кои, например, мене ми се слабите страни, ќе бидам добар наставник ако работам на тоа тие да ги подобрам, поготово ако тие се во функција на образование во 21 век и образование и едукација во 2024 година. Јас ако сум свесна, ако не преземам ништо во врска со тоа и продолжам само да ги надградувам работите што ми се добри, со ова на некој начин заостанувам, значи треба да има некое темпо со кое што наставникот, да речам, ќе се движи, пак ќе спомнам дека има голема разлика од пред 20 години, пред 10 години и сега. Јас конкретно сум имала часови пред, не знам, можеби 7-8 години, може и повеќе има, каде што на час сум носела флопи дискета, аудио касета и не знам нешто слично, за да видат ние со што раставме. Дури, например, јас кога бев во средно немав компјутер дома. Сега тоа им го кажувам и на учениците. Вие ги имате сите можни информации со еден клик, меѓутоа, она на кое што треба да работите е знаењето. Сега ова зашто го кажувам за учениците, бидејќи истото важи и за наставниците. Имаме се на располагање, само до нас е прашањето колку ние сакаме да се вложиме и да инвестираме во нас за да имаме фидбек во тоа што го правиме и од другата страна, и од учениците. Така мислам. Сега не знам, можеби не сите ќе се согласат со мене, да. Буквално е истото. Буквално е, мислам дека е истото. Бидејќи наставникот треба континуирано да се биде наставник, еден континуиран процес на учење и на развој. А кој на кого треба да се адаптира? Наставникот на учениците или учениците на наставникот? Мислам дека е двонасочно, меѓутоа веројатно повеќе ние треба да бидеме во тек со новите генерации и она што тие го бараат и она што го изискува денес технологијата и современото живење. Пак ќе се навратам на она што сме го немале пред 10, 15, 20 години. Сега го имаме, само ние треба да седнеме и да го научиме. Тоа можеби е захтевен процес, одзема време, одзема енергија, меѓутоа, што викам јас, еднаш кога ќе го научиш нештото, после ти е лесно и само го надградуваш, меѓутоа ако имаш цело време отпор кон тоа, едноставно мислам дека ќе те прегази. Едноставно ќе те прегази. Да, и кога е тука личниот развој, доаѓаме до клубот на наставници, една многу интересна програма која што ние во ЛИС во 2021 година ја почнавме. Не би рекол инспирација, ама како мотив беше тогаш пандемијата на COVID, кога нели се намалија можностите, се повлековме сите дома, ама како дојдовме до тоа? Може би малце ти и кога да ми кажеш? Да, па добро, мислам, ЛИД како организација наставниците ги има како целна група од самиот почеток, на еден или на друг начин. 2016. Да.
Само што веројатно оно што се смени е токму оно што ти го спомна, пандемијата колку и да имаше нели негативни ефекти врз целото општество, ни го даде тој подарок да видиме можности за оно што го спомна и Славка претходно, да ги доближиме луѓето без разлика каде се наоѓаат во земјата, да ги доближиме до едукативните можности. И Клуб на наставници е едноставно одговор на потреба во работата со наставниците, но и веројатно она што беше исто наша голема предност, не само со наставници, ние работевме многу и со ученици, па можеме да ги видиме потребите и од едната и од другата страна. Односно што им е потребно на наставниците во форма на едукација, но и што им е потребно на учениците, односно какви наставници тие сакаат да имаат. И некако кога ги добивме двете страни, кога ги видовме двете перцепции, ни даде навистина одлична основа да градиме една програма која се заснова на реални потреби, која се заснова на следење на трендови, за таа понуда да биде повторно во текст со трендовите и во иста линија со потребите. И онлайн можностите ни беа како срещна една на шлагот, тоа да го направиме и да го доближиме до сите наставници без разлика каде се наоѓаат и оние физички бариери да не бидат пречка за никој наставник да може да работи на себе. И реално до овој момент се покажа како успешна формула и веројатно она што ја прави и се уште релевантно и добра програмата е тоа што повторно постојано ги слушаме наставниците. Односно, секоја година кога креираме нова програма, гледаме да се базира на она што го бараат и им е потребно наставниците и да дојдат од нив самите. Дури и моментот на вклучување на наставници како обучувачи во програмата го креира оној момент од наставниците за наставниците. Односно, споделуваат вештини меѓусебно, а не само некој од страна кој можеби понекогаш и креира перцепција кај наставниците дека не во целост може да ги разбере бидејќи не е наставник, но тоа што можеме да го понудиме ние како обучувачи надвор од образование во комбинација со она што наставниците го нудат како обучувачи од образование е супер комбинација за да се задоволат баш тие потреби на кои се базира самата програма. Супер. Да, Славка ни е член веќе 4 години во клубот на наставници. Картичка за лојалност. Да, Иван кога ми се јави да ме покани во подкастот и кога ми кажа дека 4 години сум јас мислам дека не знам, некако не бев свесна дека толку време поминало. Да, а најголем дел од контактот ни било онлайн и тоа и тоа го имаме заклучено. Да, 4 години си член во програмата, таа се менува во текот на годините, но еве не би те прашал во која година ти беше најдобро, туку што вака тебе ти влијаеше најмногу на твојот развој, како да си дел од таа програма и од другите работи кои што произлегоа од самата програма и од нас како организација што се вклучена? Мислам дека она што најмногу ми беше вредно како аспект е човечкиот ресурс, човечкиот фактор и споделувањето на многу искуства со други луѓе и со вас, бидејќи на самите обуки вие споделувате искуства реални од наставници што ги споделиле со вас, меѓутоа и создавањето на некоја мрежа или заедница на наставници без разлика кој предмет го предаваат, како можеме да најдеме заеднички можеби некој начин или да се излеземе во пресред како да решиме некоја проблематика, бидејќи пак ќе спомнам многу од обуките што сме ги имале не се само обуки што ги пременуваме во училницата и за менаџирање на училницата и за техники и за методи како да ја испорачаме наставата, туку она што мене многу ми се допадна исто така се и алатките или располагањето со материја што ние бија воведувале во секојдневното комуницирање со работка со учениците, особено ако си класен раководител. Едно нешто што ќе издвојам, мислам дека беше од обуката за контроверзни теми во училница, е техниката чевлите на другите луѓе, што мислам дека нема клас во кој што имам влезено, а да ја немам применето или оспособено или адаптирано за она што буквално речено се случило да не мачи, без разлика дали ги мачело учениците или ме мачело мене, па сум испробувала да најдам некое решение.
Има многу аспекти, поготово и аспектите да се ангажираат на наставниците како обучувачи, ако се чувствуваат дека се доволно спремни да испорачаат нешто на одредена тема. Исто така ќе ги издвојам тука и сесиите кои што ги имавме индивидуалните, еден на еден, каде што буквално ако некој наставник, јас разбирам дека не сме сите подеднакво отворени да, кога сме например онлайн или сме на обука или сме сите заедно, вие кога ќе прашате дали има прашања, некој не е доволно слободен или отворен да постави прашање. И сега програмата нуди такви индивидуални пристапи или сесии еден на еден, мислам дека беа 3 на број, ако не се лажам. Минатата година баш ги имаше и мене лично многу ми помогнаа во баш со Ико ги имав тие сесии. Буквално, мислам, брутално да прашам вака и вака, јас ова го правам. Чини, не чини, дај ми некоја насока, бидејќи нормално, тој има повеќе искуство, соработувал со повеќе наставници, во смисла повеќе искуство разнолико од искуства на многу наставници, па да, мислам дека многу ми помогна тоа во однос на рефлексија и преиспитување, па така ми даваше некои задачи малце да си и мислам дека всушност од тука произлезе она со саморефлексијата и себе испрашувањето, до кај сум, што можам следно подобро да направам. Да. Така. Би рекол дека и самата програма Клуб на наставници е малку излегување од чевлите, наставникот да излезе баш од своите чевли за малку, да согледа како може на друг начин да биде подобар наставник, да види како кои се алатките и ресурсите кои што некој друг таму ги прави, а ја можам да ги имам на располагање. Да ги имам на располагање, да видам што ми треба и да се вратам назад и да бидам подобар наставник. Се сеќавам 2016 кога имавме првата обука со наставници, пошто претходно имавме работено само со млади луѓе и фидбекот беше супер и сега се прашувавме дали ова ќе функционира и со наставниците, како ќе го примат. И кога се појавивме и кога видовме како они ги впија цел тој неформален пристап и алатките и работите со кои што и они може да ги искористат на самите часови, онака ни даде баш и потик и мотив дека ова не е само за млади луѓе. Ова е за сите. Ова е за луѓе што сакаат да инвестираат во себе. Да, па заборавив да напоменам дека токму вашиот неформален и на некој начин ненаметлив пристап на влез во самите обуки и на самата работа е нешто што јас до тогаш освен во странство каде што сум имала прилика на пример да одам, во Македонија од никој не сум го видела. И буквално оние првични обуки што ги имавме уште пред настане формирањето на клубот на наставници, обуките што вие бесплатно ги понудивте во пандемијата, пак ја спомниме, кога ми стигна на мејл повикот за клуб на наставници, воопшто не се двоумев, немаше опција, дали не знаев дека сакам да се вклучам, бидејќи ми беше интересен и човечки пристапот од ваша страна, без да јас како наставник да не чувствувам некој гард дека сега некој овој што ми држи обука е не над мене, меѓутоа се поставува преформално и дури да сакам да прашам нешто, можеби ќе се замислам дали да прашам. Тоа едноставно го немаше и мислам дека и тоа беше една од клучните поедовни точки зашто да се вклучам 4 години. Супер, да. Од оваа година малку го менуваме пристапот и одиме во насока на градење на заедница на наставници. Зашто онлайн моментот нели е малку лимитирачки. Океј, супер функционира, ама е лимитирачки. Сега, Ико, како ќе изградиме таа заедница на наставници? Зошто на наставниците им треба заедница? Да, супер. Да, точно, баш поради тоа мислам онлайн алатките го даваат моментот, како што рековме, сите позитивни аспекти ги доближуваат можностите до наставниците, но да, дефинитивно забележаваме малку недостаток на физички контакт и следната година програмата ќе понуди токму тоа. Зошто заедница? Да, наставниците кои се вклучуваат во нашите програми навистина доаѓаат и од основно и од средно образование, доаѓаат од различни региони, различни градови, стручни гимназиски училишта, но проблемите со кои се соочуваат како наставници веројатно се горе-доле истите за сите. И токму таа заедница ќе сакаме да ги доближи наставниците, да
си помагаат меѓусебно во надминување на тие предизвици од една страна, но и да им дадеме простор преку таа заедница и преку тоа вмрежување да дадат и свој придонес во обликување на образовниот систем генерално. Постојано се збори кај нас секогаш образованието, бидејќи квалитетот не е на завидно ниво, квалитетот на образованието секогаш било тема која се збори во некои експертски групи, која зборат представници на институции, но и представници на граѓанскиот сектор, но многу малку наставниците зборуваат за тоа што треба да се направи со образовниот систем, а тие се во центарот на самиот образовен систем. И токму оваа програма и ова можност за градење на заедница сакаме да им го понуди токму тоа, да им се даде просторот каде што тие ќе можат да предложуваат како да го развиваме образовниот систем понатаму, каде што ќе можат да креираат предлози за образовни политики, за образовни промени. И токму овој клуб да биде она што ќе ги доближи меѓусебно наставниците, но и да се креира мрежа која што во континуитет понатаму се надеваме, тоа е визијата, ќе го одржи контактот меѓу наставниците и едни со други ќе се користат како ресурс за да се градат меѓусебно. Да, што се ќе може да добие еден наставник ако стане член на програмата Клуб на наставници? Така, супер. Поконкретно го задржуваме концептот на обуки. Гледаме дека на наставниците кои се вклучуваат во нашите програми им се важни обуките, тоа ќе го задржиме во следната година, но покрај обуките и покрај оние ресурси кои ги добиваат, покрај пристапот до дигитални алатки кои ги добиваат и до сега, она што ќе го введеме дополнително е можности за учество на физички настани, односно физички настани за едукација, физички настани за мрежување. Она што ќе го добијат дополнително е регионални настани, односно да се тргнеме од она што и Славка го спомна, централизацијата најчесто во Скопје, односно да организираме можности за наставници на регионално ниво, каде што и самите наставници ќе бидат вклучени и во организацијата и во спроведувањето на тие настани, да понудиме можности, ги спомнавме веќе за мрежување и за градење на заеднички ставови на наставниците. Воведуваме и можност за награда за најдобар наставник. Тоа е нешто што сакаме да го воведеме како стимулација на поголемо активно учество на наставниците, но и на валидација на нивниот труд што го вложуваат во програмата, затоа што сакаме во следната година програмата да го надмине оној момент на ова е нешто што ние го нудиме за вас и да прерасте во ова е нешто што го правиме сите заедно. И во ова е нешто што го правиме сите заедно, сметаме дека треба да се потенцираат добри примери, кои што ќе добијат и некаква награда и кои што ќе представуваат инспирација и мотивација за останатите уште повеќе да вложуваат во себе и во таа заедничка приказна што ќе ја градиме во текот на годината. И од таа причина не случајно слоганот за следната програма ќе гласи развој и вмрежување. Да, заедница на развој и вмрежување. Славка, за крај вака, што би посакала ти како наставник, во каква програма би сакала ти да бидеш дел за твојот личен развој? Во многу програми сакам да се вклучам. Или каква програма би креирала ти за наставниците, еве? Мислам дека бидејќи неколку години уназад фокус ми е медиумска писменост, критичко размислување, критичко игнорирање, сега веќе влегуваме во една друга малце ера да научиме што малце да тргнеме на страна. Мислам дека освен овие области, се што е инспиративно и динамично и што ќе ми користи буквално во училницата да можам да го применам и да видам резултати или да видам промени или да можам да ги инспирирам оние, да речеме, ученици можеби поради X фактори не се толку заинтересирани или не сакаат да бидат вклучени или не сме нашле начини како да ги вклучиме. Мислам дека било која обука или програма што би ги опфаќала овие аспекти би била доволно интересна за да се приклучам. Меѓутоа не сум в година ќе се вклучам во клубот, прво за да не си ја прекинам традицијата на учење, а второ бидејќи знам дека ќе научам нешто
ново што до сега можеби не сум го знаел. Да, и како наш најредовен член за наредната година, еви јавно да кажеме, да не биде дека само по телефон, дека дојуваш бесплатно членство во клубот, да, за да можеш да ги искористиш сите бенефиции кои што ги има внатре. Нека послужи како примери за многу други наставници ако се двоумат, дека треба да се активираат и да се вклучат. Супер. Фала ти на убавите зборови. Да, дечки, фала ви многу, освен ако немате нешто плюс да додадете. Па, чисто онака сакам за крај нешто што го размислувам, ми сме го зборувале зошто е важно наставниците да инвестираат во својот развој. Мислам дека ако малце подобро се размисли, наставниците треба да инвестираат во својот развој првично за да се олеснат себе работата. Апсолутно. Не можеме да направиме ништо за да ги спречиме трендовите кои што не се случуваат глобално и кои нормално не засегаат и нас и нашиот образовен систем. Се менуваат генерациите на ученици и тоа исто така природно и нормално и тоа не можеме да го сопреме. Наставничката професија веројатно никогаш не била попредизвикувачка од сега. Единствениот начин да ги следат овие текови, а со тоа работата да им биде полесна со новите генерации на ученици и согласно новите трендови да инвестираат во себе за да да се олеснат работата и часот, да може да им представува што е можно помалку стрес и што е може помалку да им е потребна подготовка за да спроведат квалитетен час од кој ќе бидат тие задоволни и ќе постигнат некаков импакт врз нивните ученици. Супер, фала ти. Добро кажано. Да, фала ви на двајцата. Ти посакувам многу успех во работата. И јас вас исто со клубот што и со наставниците како човечки фактор заедно сите го градиме, нели? Да, ние ќе продолжиме да инвестираме во наставниците и бараме наставници кои што стварно сакаат да инвестираат во себе и да даваат за другите наставници. Кога сме кај програмата Клуб на наставници, во тек е повикот за членување на програмата Клуб на наставници 2025 за сите заинтересирани наставници. Повеќе информации можат да најдат на веб страницата www.clubnanastavnici.lit.org.mk.